Автопатот Миладиновци Штип одамна веќе требаше да биде во функција. Останато градеж до крајот на месецот ќе биде завршено и верувам дека октомври сите работи ќе се довршат. Поминаа 5 месеци од октомври до нова најава дека автопатот ќе биде пуштен во употреба викендот што помина. Миладиновци Штип кој што во текот на оваа недела ќе биде пуштен. Но знаци стопки дочекаа возачите кои изминатиот викенд се обидоа да тргнат кон југоистокот преку новиот автопат Миладиновци Свети Николе Штип. За Штип, да, очекував да е отворен патот и затоа тргнав од тука. Ама ништо, сега ќе видиме, ќе вртиме преку Команово, Свети Николе и така. Доаѓаме прв пат да поминеме по новиот пат и сега го клале овој контејнер. На шо личи ова? Имате слушнато дека не го користеле до сега? Како не, рекоа дека е неофицијално пуштен и се употребува. Беше најавено дека оваа недела ќе биде пуштен, за оваа недела, меѓутоа од кои причини не знаеме. Министерството за транспорт и врски тврди дека сите градежни активности на автопатот Миладиновци Свети Николе Штип се комплетно завршени, а сега се прават последните безбедносни проверки пред тој официјално да се пушти во употреба. Реакциите на возачите се очекувани, зашто патувањето од Скопје до Штип по стариот автопат со прописно возење трае околу 70 минути. По новиот автопат би требало да се стигнува за двојно помалку време. Пролонгирањето е само за една недела, вели директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов. Таму треба да се градат патарини две кои што некој предпоставил дека ќе ги има, ама нити ми оставил мене проект, нити завршена експроприација, нити дозвола за градба. Сето тоа го направивме во изминатата година и веќе таму ќе отпочне тоа да се гради, затоа и со време режим на сообраќај и исто така таму имате надвор од автопатот, имате сервисни улици, сервисни патчиња на околно население кои што никој не ги третирал и ние сега преку наши средства ги третираме и затоа е со време режим на сообраќај, но прашање на недела ден е да се пушти автопатот. Во меѓувреме, некои продолжуваат да го користат овој автопат, како овие возачи тргнати од Штип за Скопје, на диво и на сопствен ризик. И автопатот од Скопје до Приштина се чека долго време. Дозволете да ве информирам дека подготвителните работи за проектирање и реализација на нашиот дел од автопатот од Скопје кон Блаце, во должина од 13 км, веќе се започнати. Милионите возила што годишно ја преминуваат оваа граница и големата трговска размена го натераа Косово забрзано да работи на својот дел од автопатското поврзување на двата главни града. Автопатот го носи името на покојниот прв претседател на партијата ДПА Арбен Џафери, а косовскиот премиер Рамуш Харадинај честопати знаеше да се пофали дека стотици работници работат 7 дена во неделата, во 2 смени, потенцирајќи ја така важноста на проектот за неговата земја. Од таа страна на границата изградени се 55 километри. Изградбата на автопатот од косовската страна до границата со Северна Македонија е речиси готов. Но од другата страна на границата, проектот Скопје-Блаце се уште не е ни започнат. Автопатот треба да ја олесни комуникацијата меѓу двете земји и патувањето од Скопје до Приштина да трае само 45 минути. Ова е децениско ветување, но и прв приоритетен правец за изградба во програмата на актуелната македонска влада. Директорот на државни патишта Китанов вели дека проектот е готов и дека трае тендерот за надзор. Ние имаме обезбеден и буџет, влезем ние по програма, нема вреза дека има избори, значи тоа е по програма, веднаш ќе го објавам да се тендерира. Кажавте дека неколку километри се во прашање, но имате изјавено дека до 2023 ќе биде готов. Зошто е потребно тоа? Не сум рекол, не памтам 2023 да сум рекол, но како и да е, значи ова година, додека се гради автопат. Не е ова ни рехабилитација, ни реконструкција, се гради автопат. Таму постојат, така да кажам, 3 делници, 2 полесни и една потешка делница. Да бидат завршени добро геомеканичките испитувања, тогаш кога ќе му дадете вие добри податоци на добар проект на изведувачот и една многу битна работа, завршена експроприација. Изведувачот многу брзо, бидејќи за автопат се јавуват во принцип и критериумите се доста високи, се јавуват
моќни, способни компании. Кои што Јас мислам дека 2021-2022 би требало тоа да заврши. Но, па ќе ви кажам сега, не сакам ја да лицитирам. По автопатот од Скопје до границата со Косово, следни на листата приоритетни правци наведени во владината програма се реконструкциите на регионалните патишта Драчево-Орешани Таор и Драчево-Јурумлери. И за нив почетокот на работите е најавен пред неколку месеци, но кога излеговме да провериме што се случува на терен, посведочивме на непријатно искуство на возач кој го оштети автомобилот. Кого да тужи? Тие се тие. Виждаме што ги случи, ете, има и црти, има и слики, има и све. Нема кај да бега. Значи, оваа улица е од 91 па навака све вака раскопана. Ставиат тротоари, ги извадиат тротоарите, направиат дупки, скопаат за одвод. Дојде едно тамче камиончиња работа, селска работа. Немаше да кажам ништо. Жителите на Драчево, Долно Лисиче и Јурумлери и преку протести неколку пати бараат само едно – изградба на патот. Јас не гледам никој да работи. Значи, доаѓаат, месат механизација, се сликаат и си одат. Друго ништо не работи. Не, ова е само еден дел од тоа што се случува. Он вози полека, а има и несовесни возачи. Магла. И се надаме, у нада живееме. Иначе обеќава од пред нова година, па сега пролетва, еве му се дојде пола, речи го, марта. За реакциите на жителите, одговори побаравме од директорот на надлежното јавно предпријатие. Можете да одите овие денови, таму веќе се гребе, асфалтот се работи. Сега, во моментов, јас бев пред 3 дена, гранит веќе на големо, така да кажам, го вади преостанатиот дел од тоа што некојаш било асфалт, а тоа како кој ги лажел во минатото, мене не ме интересира. Некој ден па имаше ситуација кога шофер си ја искрши колата, па мораше да интервенира. Значи, јас кажувам, затоа тој пат е ставен, тоа е кратка дестинација, мислам дека некој 4-5 километри е, но затоа е ставен да се работи по Јело Фиди, каде што самиот изведувач си прави проектот и си го гради. И тоа се применува обично на најоштетените патишта. За застојот Китанов ја обвинува и претходната власт. Значи, како сега ќе се нивелира патот према таквата изведба на водоводот и на шахтите? Се треба некој друг да исправа некои грешки од минатото. Но ајде да не звучиме патетично. Патот таму и го користите цело време. Така е. Патот се гради слободно, можете сега да одите таму, ќе видите виргините. Мала е таа делница, од која цела ќе се припреми, таа може и за месец дена да се асфалтира. Добро временски еве да знаат жителите. Јас оптимистички мислам дека до крајот на април би требало да биде готово. Во владината програма за 10 години се предвидени 3 милиарди евра инвестиции во патната инфраструктура, и тоа за 600 километри автопати и експресни патишта, 550 магистрални регионални, како 1000 километри локални патишта. Веќе имаме 22% од програмата реализирана. Во поглед на безбедноста, Китанов најавува замена на постоечките со еластични огради на автопатите и отворање контролен пункт во Петровец, од каде ќе се снима и следи состојбата на сите автопати.